Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Трпе Инвест Охрид. Продолжува трендот на иселување од Охридскиот регион. Сезонскиот туризам, ниските примања, несигурните работни места и високите трошоци за живот остануваат меѓу главните причини за заминување. Граѓанските активисти предупредуваат се поголем број млади луѓе својата иднина ја гледаат надвор од земјава. Не стагнира, не се намалува, него продолжува во нагорен раст. Меѓутоа се сменија приоритетите на граѓаните кои се иселуваат, не се само квалитетот на живот вработувањето, него се и проблем горчлив и здравството. Некако не чувствуваат дека добиваат квалитетни услуги од државните здравствени установи и се принудени да одат во приватните, а од друга страна услугите на приватните се многу високи. Младите денес се почесто ја одложуваат одлуката за семејство, а наместо брак и деца размислуваат како да обезбедат посигурна иднина. Дополнителен товар во Охрид се и високите цени на становите и кириите. Како млади луѓе и со овие плати, младите луѓе не може да си дозволат да си купат станови, му требаат сигурни работни места и високи плати и некако економската независност од родителите, односно зависност, продолжува до можда и до 35-та, 40-та година, што е исто така проблем. Според активистите загрижува тоа што меѓу оние кои се иселуваат не се само социјално ранливите, туку и млади кои веќе имаат работа, стан и пристојни услови за живот. Во април годинава во Охрид биле издадени 9 одобренија за градење, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Кај 5 од нив како инвеститор се јавува физичко лице, додека кај 4 правен субјект. Предвидена е градба на 100 станови, најмногу од нив двособни, со вкупна корисна површина од 6090 метри квадратни. Во истиот период во општина Струга е издадено едно одобрение на физичко лице за изградба на 8 станови со вкупна корисна површина од 893 метри квадратни. Во Дебрца во април не е издадено ниту едно одобрение за градба. На ниво на државава издадени се 291 одобрение за градење, што е за 38% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Во извештајниот период во државава е предвидена изградба на 722 нови станови со вкупна корисна површина од 65.663 метри квадратни. Македонската мецосопранистка Миланка Новеска, која живее и работи во Шведска, повтор пат е добитничка на стипендијата од фондацијата Ингрид и Оскар Фалкман, која се доделува од Друштвото на пријатели на Дротингхолмскиот дворски театар. Ова значајно признание Новеска го добива повтор пат во својата кариера, откако прв пат и беше доделена стипендијата во 2024 година лично од кралицата на Шведска. Во рамки на свеченоста што ќе содржи вечерва во Дротингхолмскиот дворски театар, Новеска ќе настапи пред нивните височества кралот и кралицата на Шведска, членови на Друштвото на пријатели на театарот, како и бројни поддржувачи на младите уметници и барокната опера. На настанот таа ќе настапи заедно со уште двајца оперски пејачи, изведувајќи солоточки, дуети и трија дела на композиторот Јонас Доминик. Почетокот на летната сезона за Новеска е исполнет со бројни уметнички ангажмани во Стокхолм, а на 20 јуни таа ќе настапи и пред лондонската публика во насловната улога во операта Риналдо од Георг Фридрих Хендел. По повод добивањето на стипендијата, Миланка Новеска изрази искрена благодарност за довербата и поддршката што и се укажува во нејзиниот уметнички развој. Дискотеките, кабареата и ноќните барови ќе добијат посебен државен регистар на лиценци, а собственици на апартмани и приватно сместување ќе плаќаат трошоци за категоризација. Ова се дел од најзначајните измени во новиот предлог закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност, кој веќе се наоѓа во собрание. Една од највидливите новини е формирањето на регистар на издадени лиценци на ноќни барови, кабареа, дискоклубови и дискоклубови на отворен простор. Регистарот ќе го
води Министерството за економија и труд надлежно за угостителство, а ќе содржи податоци за сите издадени лиценци во државата, пишува Слободен печат. Големи промени се предвидуваат и за приватното сместување. Категоризацијата на куќи за одмор, апартмани, станови и соби за издавање повеќе нема да биде формалност, туку ќе ја вршат тричлени комисии формирани од градоначалниците. Решението за категоризација ќе се носи во рок од 30 дена и ќе важи 3 години. За необјективна категоризација членовите на комисиите ќе се соочат со глоба од 150 евра, додека одговорните лица што нема да ги достават решенијата до барателите ќе може да бидат казнети со од 300 до 500 евра. Дополнително, секоја општина ќе мора да води регистар на категоризирани објекти и 2 пати годишно да испраќа извештај до Министерството за економија и труд. Нова финансиска обврска добиваат и физичките лица што издаваат сместување. Трошоците за категоризација ќе бидат на нивен товар, а висината на надоместокот ќе ја определува градоначалникот на општината. Според законот, угостителите и физичките лица ќе имаат рок од 1 година да се усогласат во своето работење со новите правила. Од јавното предпријатие Охридски комуналец информираат дека почнувајќи од 15 јуни понеделник, комуналниот отпад ќе се подига од 6 часот наутро. Согласно програмата за работа за оперативната 2026 година, јавното предпријатие Охридски комуналец во летниот период собирањето, транспортот и депонирањето на комуналниот отпад ќе го реализира од 6 часот. Овие активности се превземаат поради зголемениот обем на работа и потребите кои се наметнати во летниот период. Секое непочитување на динамиката ќе биде пријавено до комуналната инспекција и ќе биде соодветно санкционирано, соопштија од јавното предпријатие. Трим и Лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Попладне и во текот на ноќта се услови за повремени врнежи од дожд. Максималната дневна температура се искачи до 28 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Ќе дува засилен ветер од северен правец. Утринската температура од 13 степени, а максималната дневна до 21 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 9 до максимални 27 степени. Во следните денови не очекува стабилно време, во деновите од викендот малку посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат по пораст.